now it's time to invite our last guest in this first panel, Anica Mileva. Anica Mileva from Strumica, Republika North Macedonia. Заповядайте. И Гонца, заповядайте. Ќе бидеме кратки во интерес на времето. Во рамките на напорите за унапредување на услугите и отворање кон пошироката заедница, нашата библиотека Благојанков Мучет од Струмица започна со имплементација на нови иновативни практики инспирирани од европските примери на библиотечното работење. Особено ја препознавме потребата за вклучување на младите преку дигитални е-книги, интерактивни содржини и активности што одговарат на нивните интереси и навики во читањето и информирањето. Како дел од овие активности започнавме да истражуваме нови начини на комуникација со нашите постоечки корисници, но и да привлекуваме нови. Во таа насока започнавме со популаризација на детскиот фонд преку читање на поучни приказни од Македонското народно творештво и нивно објавување онлайн. Приказните ги чита мојата колешка Гонца Запрова Анастасова. Преку овие дигитални платформи, децата може да пристапат до приказни и книги од нивниот дом, со што ја поддржуваме културната и образовната едукација. Промовиравме нови наслови на книги преку различни дигитални платформи. Овдека е и нашиот проект кој што го направивме, тоа создадовме 3D виртуелна прошетка низ библиотеката, со кој многу се гордееме и може да го погледнете на нашата веб страница. Исто така дополнително започнавме со процесот на дигитализација на дел од роднокрајни автори, стари и ретки книги, исписања, стари фотографии, весници, ракописи. Овие материјали се слободно достапни на нашата веб страница за споделување на локалното културно наследство. Сега малку ќе кажам неколку збора за виртуелната прошетка низ библиотеката во Струмица. 3D скенирањето представува напредна технологија која овозможува виртуелна прошетка низ просториите на библиотеката и софистицирана презентација на низините услуги и фондови пред корисниците. 3D скенирањето и виртуелната реалност е нови алати кои во иднина ќе станат дел од презентацијата на секоја библиотека која сака да биде во чекор со технолошките новитети и да обезбеди побрза и поефикасна услуга за што библиотеката во Струмица е предпознатлива. Овде ќе спомнам и виртуелната библиотека на Македонија, проект за поврзување на сите библиотеки во единствен национален библиотечен информативен систем. Ние работиме во COBIS. Нашата библиотека е дел во мрежата COBIS.net уште од 2004 година и електронскиот каталог кој ги содржи сите записи за различни видови библиотечни материјали во печатена и електронска форма, а кој е резултат на целокупната автоматизација на библиотечниот материјал на нашата библиотека. Само уште да спомнам дека од пред некоја година почнавме и со ДКОБИС, апликација наменета за зачувување на најчестите видови дигитални објекти и управување со дигитални содржини. Достапна е за сите библиотеки во COBIS и сите податоци се зачувани во репозиториумот. Нашата библиотека има во досега во ДКОБИС МК има закачено 5965 објави, а нашата библиотека придонесува со 300 објави. Сите тие наши роднокрајни книги кои што ги имаме на нашата веб страна се закачени на ДКОБИС и може да ги побарате од COBIS Plus пребарувачот. А сега и давам збор на мојата колешка. Благодарам, Ани.
дигиталната библиотека на локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето постои од 2020 година, каде книгите на наши роднокрајни автори од Струмица, од стандарден аналоген материјал ги претворивме во дигитален формат, кои можат лесно да се преземат од нашата веб страна и од преварувачот Кобис Плюс. Особено сме горди на нашиот прв електронски зборник дигитална книга, објавена во 2025 година, од нашиот прв форум размена на идеи за добри практики. Во завршна фаза се уште 2 книги, кои наскоро ќе ни бидат промовирани. Културното наследство представува витален дел од идентитетот и историјата на секое општество. Преку собирање, чување и достапност на книги, ракописи, стари печатени материјали, фотографии и други документи, нашата библиотека активно придонесува за зачувување на културниот идентитет. Во овој контекст сакам да кажам дека располагаме со 549 стари ретки книги и како носители на тоа културно наследство, нивната заштита е императив за нас. Нивната дигитализација се јавува како клучен пристап за зачувување на културните добри. Сакам да спомнам дека најстарата книга што ја имаме е печатена 1814 година, Српске народни песме од Вук Караджич. Нашата библиотека го има и го чува првото печатено издање на драмата Печалбари од роднокрајниот автор Антон Панов, отпечатана во 1939 година. Ова книга е целосно заштитена и реставрирана од Националната установа библиотека Свети Климент Охридски во Скопје во одделот за заштита во 2019-2020 година. Изложбата на фотографии, спомени од минатото како колективна меморија за иднината, представува ретроспективна дигитализирана фотомонографија посветена на историјата и развојот на локалната библиотека Благо Јанков Мучето, документирајќи 75 години постоење, работа и културна мисија. Преку дигитализација на овие фотографии ние успеавме да зачуваме живи сведоштва за едно време, за луѓе и настани кои оставиле траг. Дигитализираните книги, спомна колешката колку ги имаме прикачено на Декобис, сега како заклучок би сакала да кажам дека во дигиталната ера, без активно представување на дигитализираните содржини пред јавноста, нивната вредност останува ограничена. Преку организирани виртуелни изложби, дигитални библиотеки и архиви, образовни работилници и социјални медиуми, библиотеките стануваат живи културни центри кои ја поврзуваат историјата со сегашноста. Зачувувањето, дигитализацијата и популаризацијата на културното наследство се дел од трајната посветеност на библиотеките да бидат чувари на колективната меморија и градители на културниот континуитет. Ви благодарам. Да благодарим на колегите од Македонија, од Струмица за представянето на тяхната библиотека и приноса им в дигитализацията и популяризирането на движимото културно наследство.